Време за второ линковско вклучување од Битола, учениците се помалку ги читаат задолжителните лектири, а се почестото информации за книгите доаѓаат преку интернет или преку вештачката интелигенција. На оваа тема од Битола ја вклучуваме колешката Александра Максимовска. Александра, добро утро, дали се слушаме? Добро утро, Ани, да, одлично ве слушам. Како што најави ти, во последно време технологијата ја замени книгата. Децата се почесто седат на паметните уреди и го намалуваат читањето и интересот на книгата. Ние ово утро се јавуваме од градската библиотека, односно од местото каде што на времето најчесто и голем број на ученици за време на зимскиот распуст ја посетувале и ги позајмувале оние што се задолжителни дела и лектири за обработка. Зошто е намален интересот, колку читаат децата и како да се вратат повторно на навиките на читање, ќе поразговараме со нашиот денешен гостин Александар Адамовски, професор по македонски јазик и литература. Добро утро, професоре. За почеток да почнеме, дали учениците го користат зимскиот распуст за да читаат лектири? Добро утро и вам. Ви благодарам за поканата. Значи, учениците, да, може да се каже дека го користат зимскиот распуст, дел за да одморат и да прошетат, а дел да прочитаат нешто од лектири што им ги даваме за време на распустот. Колку читаат во денешно време? Дали се изменети работите од пред 10 години? Да, точно така, дека работите се многу изменети од пред 10 години. Учениците, да речам, нема толку мерак да читат, меѓутоа сепак мислам дека она што ги интересира ќе го прочитат. Тоа е до личната свест и совест, па се надевам дека понатаму интересот ќе расте. Кои се главните причини за губење на интересот за читањето кај младите? Клучните причини за губење на интересот за читање на убава белетристика се интернетот и социјалните мрежи. Тоа е мој став и како што доаѓа времето, се позачестено станува тоа користење на тие интернет алатки и уреди. И на вештачката интелигенција која што им помага да дојдат побрзо до веќе прераскажани текстови. Вештачката интелигенција и не е толку страшна како што мислиме ние, сепак има и некои можности, предности и недостатоци, но сепак ако се користи разумно и одговорно, може да помогне и на наставниците и на учениците. Како користењето на вештачката интелигенција може да помогне во наставниот процес? Па, например, кога сакаме да решиме некој проблем или, например, да направиме некој истражување, некој проект. Значи, вештачката интелигенција всушност ни дава насоки како треба ние да се водиме. Меѓутоа, не да ја злоупотребуваме, туку разумно да ја искористиме. Конкретно, например, во наставата по македонски јазик и литература, кога пишуваме, например, есеј или некој текст за практична примена, да речеме, новинарска статија, патопис и така натаму. Значи, може разумно да се искористи. Не е толку страшна и таа вештачка интелигенција. Може ли да биде корисна алатка во наставата по македонски јазик? Секако дека може да биде корисна алатка, меѓутоа повторувам, ако одговорно и разумно се користи, со давање на соодветни насоки, но не злоупотреба дека треба ние се да копираме од тоа што таа ни го дава. Всушност, таа ни дава само насоки. И ние треба да ги користиме тие насоки. Да ни биде помагател. Дали наставната програма и изборот на лектири во денешно време се прилагодени на овие современи генерации? Сметам дека во наставната програма по македонски јазик и литература треба да се направи промени во изборот на лектири. Како што слушам и знам, нешто во Министерство за образование и наука веќе се подготвува, се прават анкети и ќе има комисија која што ќе одлучува за идните лектирни изданија. Дали семејството има улога во создавањето на љубов кон читањето и оние читателски навики? Семејството е клучен фактор, значи од семејството се тргнува и мора да има влијание врз читањето кај децата. Нормално колку можат и тие, а останатото е на нас, наставниците и професорите. Како повторно да се разбуди љубовта кон читањето? Па, значи, љубов секогаш може да има кон читањето, затоа што книгата, знаеме дека е вредност и не може да ја замени ниту една алатка, ниту една вештачка интелигенција.
Значи, пак е до свеста на самите ученици, до интересот она што тие сакат да го читат, повторувам, да го читат, а на училиште ќе се трудиме најдобро што може да го прикажеме тоа на часовите. Учениците најчесто ќе дојдат до некои пократки информации, до прераскажани лектири, при тоа ја се запознаваат со содржината на делото и на лектирата, па избегнуваат и да ги читаат. Зошто е важно книгата да се прочита, а не само да се знае? Токму така, значи, ако сакаме да имаме културен речник на изразување, ако сакаме да имаме јазик и стил, треба да читаме, затоа што без читање ние од интернет, еве конкретно, не можеме да имаме збогатен речник на изразување, не можеме да имаме култура на изразување. Значи, книгата се чита, а не да се прелистува и да се знае. Треба да се чита во секој случај. И не само книга, значи се што е од книжен материјал да се чита, се што е од интерес. Искрено тоа го посакувам до сите мои ученици и до сите воопшто ученици. Каква е јазичната писменост веќе по новите генерации? Дали има доволно богат фонд на зборови, богат речник? По однос на јазичната писменост можам слободно да кажам дека некако англизмите ни доаѓаат во предност, македонизмите некако ги потиснуваме. Значи, странска лексика повеќе доаѓа до израз отколку наша, но сепак оптимизам постои, значи не губиме надеж, ќе одиме понатаму напред и посакувам се најубаво учениците да читаат повеќе, професорите и наставниците да ги поттикнуваат да читаат, бидејќи секогаш постои можност дека навистина работите ќе одат во позитивна насока. Еве и за крај уште еден апел и да им кажеме на сите оние ученици што е она што ќе им донесе читањето како читање. Така, веќе сме на почеток на второто наставно полугодие. Читањето отвора поглед на свет. Читањето возможува да се мисли со своја глава, не со туѓа глава. И на крајот на краиштата, значи, само писмен човек може да размислува. Професор, ви благодарам за вашето одвоено време. Ви благодарам и вам и ви посакувам среќни новогодишни празници. Тоа беше разговорот со Александар Адамовски, професор по македонски јазик и литература, и се надеваме дека овој разговор ќе разбуди свеста кај децата, меѓутоа и кај родителите, па еве и овие последни неколку денови од зимскиот распуст ќе ги искористат да се посветат на читање лектири. Студио. Сандра, ти благодариме за директното вклучување во нашата емисија. Секако вештачката интелигенција не може да го промени она што нели од секогаш сме го правеле, тоа читањето на книги. Токму така,